масовна контрола, манипулација базирана на страв. Како политичарите и медиумите создаваат паника за да ги контролираат луѓето. Ниту на човекот, ниту на толпа, ниту на нација не може да им се верува дека постапуваат хумано или размислуваат разумно под влијание на голем страв. Страв. Без него не би можеле да преживееме. Зошто? Затоа што емоцијата е таа што не предупредува за потенцијалните закани за нашиот опстанок и не потикнува да се заштитиме од нив. Дозволете ми да ви дадам пример за да илустрирам што мислам. Замислите дека одите надвор и одеднаш гледате змија како скока токму пред вашите нози. Веднаш почнува стравот. Почнувате да се потите, пулсот се зголемува, а нивото на кортизол и адреналин се зголемуваат. Змијата може да биде отровна, па веднаш треба да се заштитите од неа. Во таква опасна ситуација, вашиот природен одговор најверојатно ќе биде еден од следниве. Бегате од змијата, пробувате да ја повредите или да ја убиете, или некако да ја избегнете змијата. Или ќе се замрзнете од страв, се со надеж дека змијата ќе биде невознемирена од вашето присуство и ќе ве остави на мира. Стравот, како што покажува горниот пример, е заштитен механизам кој е дел од нашиот инстинкт за преживување, кој ни помага да останеме живи и здрави. Но тука е проблемот. Кога тој механизам ќе стане премногу активен и ќе почнеме да се плашиме од работи кои всушност не ни представуваат никаква закана, тоа може да направи хаос не само со нашата благосостојба, поради преголемиот стрес, туку и со нашата одлука, бидејќи стравот, како што наскоро ќе дознаете, може да го попречи јасното размислување. Манипулативните луѓе, а тоа се горе наведените, тие се многу свесни за второто и се трудат максимално да контролираат како размислувате и како се однесувате, користејќи тактики засновани на страв. Овде ќе дознаете кои се некои од тактиките и како и што можете да направите за да не паднете во нивна замка. Прави како што велат или поинаку ќе биде тешко нас. Тоа е наједноставниот одговор. Без разлика дали го знаете тоа или не, стравот постојано се користи против вас. Од кого? Па еве неколку примери, политичари и медиуми. Ајде да погледнеме подетално како го прават тоа, почнувајќи од политичарите. Огромното мнозинство политичари се демагози. Демагогот се дефинира како политички лидер кој бара поддршка преку повикување на желбите и предрасудите на обичните луѓе, наместо со користење на рационални аргументи. Сега емоциите, на кои политичарите најмногу сакаат да апелираат, е стравот. Со намерно ширење пораки кои прават општата јавност да се чувствува дека ќе биде оштетена или целосно уништена, ако не биде избран на позиција, на моќ или се проведуваат одредени политики. Политичарите може да ги убедат масите да ги поддржат. Може би се прашувате како може тоа да биде возможно. Зарем луѓето не ги засноваат своите одлуки на свесно рационално размислување? Па тие го прават тоа, но ретко кога ги фаќа страв од закана, без разлика дали е реална или замислена. Со создавање на вонарена состојба во нашата психа, стравот не одвлекува од релевантните факти на кои треба да ги засноваме нашите свесни одлуки. Инстинктот за борба или бегство започнува веднаш кога се плашиме, не оставајќи ни време да ги преиспитаме нашите мисли и емоции. Резултирачката реакција често води до краткорочно решение кое само ги отстранува симптомите. Меѓутоа, овој пристап прво избегни, па мисли подоцна не ги решава основните причини. За да ги илустрираме како стравот го користеле политичарите за да влијаат врз луѓето, ајде да погледнеме реклама за потикнување страв користена за време на претседателската трка на Линдон Џонсон во 1964 година, која е практика и денес, за да ги убеди гласачите да го поддржат него наместо неговиот ривал против кандидат републиканскиот противник Бери Голдвотер, кој според рекламата сигурно би ги водел Америка во нуклеарна војна доколку бил избран. Политичките лидери харфаат на која било причина што можат да ја најдат за да не натераат да паничиме: тероризам, имигранти, дрога, криминал, малцинства, меѓуетнички конфликти и разни други работи. Мајстори за создавање паника се политичарите и медиумите. Всушност, тоа е една од главните причини зашто тие успеваат да дојдат на посакуваното место. Еве една
реторика за во Америка. Илегални имигранти истураат дрога и насилство. Радикалните исламски терористи се подготвуваат за уште еден голем напад. Христијаните масовно се екзекутираат на Блискиот Исток и така натаму и така натаму. И кое беше решението за сите тие прашања? Тој самиот се разбира, како што рече социологот и автор Бери Гласнер. Формулата на Доналд Трамп е многу чиста и некомплицирана. Плашете се многу и јас сум лекот. Друг американски претседател кој користеше многу реторика заснована на страв беше Џорџ Буш. Например, веднаш по трагедијата од 11 септември, предупредувањето што го издаде беше плашете се многу. Потоа со години наваму, тој постојано зборуваше дека Америка е во опасност од повеќе терористички напади и дека единствениот начин да се направи повторно безбедна е да се бомбардира Ирак. Денес кристално е јасно дека Буш имаше скриена агенда да ја прошири и зајакне американската империја преку стекнување економска и геополитичка моќ. Во паника и збунетост милиони американци не можеа да разберат што навистина се случува и слепо се согласија на така наречената војна против тероризмот. Би можел да продолжам да давам уште многу примери на политичари кои се обиделе да ги контролираат масите преку употреба на страв, но мислам дека тие ќе бидат доволни за да се пренесе мојата поента. Тероризирани за тероризмот. Кога чувствуваме дека нашиот опстанок е загрозен, подготвени сме да направиме речиси се за да ги заштитиме нашите животи. Сепак наместо тоа често несвесно си наштетуваме самите себе си. Например, една студија проценува дека најмалку 1000 дополнителни животи биле изгубени во сообраќајни несреќи во Америка една година по нападите од 11 септември. Причината: во тој временски период многу повеќе луѓе избраа да возат автомобили наместо да летаат поради страф од друг можен терористички напад од воздух или во воздух, иако веројатноста за смрт поради тероризам при летот се пресметува на 1 према 540.000, додека веројатноста за смрт од сообраќајна несреќа се пресметува 1 на 7.000. Се разбира, разбирливо е зошто американските граѓани избраа возење наместо летање. Ако обрнете внимание на кој било мејнстрим весник или ТВ канал, сигурно мислите дека тероризмот е една од главните причини за смрт. Меѓутоа, реалноста е дека поголема е веројатноста да умрете од мноштво други причини освен тероризмот, вклучувајќи срцеви заболувања, рак, дебелина, самоубиства, несреќи на работно место и контаминирана храна. Но се чини дека главните медиуми не се грижат за тоа и вешто го прикриваат и спроведуваат туѓи агенди. Па зошто прават толкава врева околу тероризмот? Постојат различни причини, како на пример застанување на страна на нивните преферирани политички партии, но најважната е едноставно оваа: стравот се продава како ништо друго. Кога на пример читате наслов во весник кој предизвикува одговор на страв, кајва се многу поголема веројатноста да го купите весникот и да го прочитате. Зошто? Бидејќи, како што рече авторот и новинар Нил Штраус, ние сме подготвени да одговориме на стравот над се друго. Ако пропуштиме можност за изобилство, животот продолжува, а да пропуштиме важен знак за страв, тоа не го правиме сигурно. Стравот носи подобри оценки, а подобриот рейтинг значи зголемен профит. Мејнстрим медиумите го знаат тоа многу добро и прават се за да го капитализираат. Со тоа што не тероризира, може да го задржи нашето внимание и безмилосно да ни искористува за својата финансиска добивка. Вие сте она што го купувате. Друг начин на кој стравот се користи за да не контролирате преку комерцијални реклами. Може би не сте свесни за тоа, но корпорациите во голема мера користат рекламирање базирано на страв за да ве натераат да ги купувате нивните работи. И беше откриено дека тоа работи и функционира прилично добро. Внесувајќи страв кај луѓето, рекламирањето ги манипулира да прават емотивни наместо образложени избори. Ајде да видиме пример за тоа како функционира рекламирањето базирано на страв. Сите големи маркетери добро знаат дека една од примарните човечки желби е да се поврзат со други луѓе и да се чувствуваат дел од заедницата. Па од тука дека едно од работите од кои луѓето најмногу се плашат е да бидат исклучени од нивната социјална група. Така, преку рекламирање маркетерите обично се трудат максимално да ја убедат дека ако не купувате работи
Никој повеќе нема да ве сака и нема да сака да се дружи со вас и дека веројатно ќе бидете исфрлени и од вашата заедница. Купете го најновиот iPhone или Samsung и нема да изгледате како сиромашни. Набавете го овој пар Nike патики или некоја скапа марка чевли и ќе бидете кул. Набавете го овој рачен часовник и ќе се чувствувате важни. Нивното купување ќе ве чини многу пари, но ако не го направите тоа, ќе ве чини вашата среќа. Исплашени и несигурни, повеќето луѓе слепо го прават она што им е кажано, а со тоа ги трошат своите тешко заработени пари, купувајќи работи што навистина не им се потребни и кои им обезбедуваат само привремено површно чувство на припадност и задоволство. Справување со манипулација базирана на страв. Сега кога разгледавме неколку различни начини на кои стравот се користи против нас, би сакал да споделам со вас неколку едноставни совети кои може да ви помогнат да избегнете да станете жртва на манипулација базирана на страв. Првата и најважна работа е да го идентификувате стравот кога ќе се појави во вас и да се обидете да го видите онаков каков што е, без оглед и без да се оддалечите од него, или да се преправате дека го нема, или не постои. Со внесување на стравот во вашата свесна свест, ќе можете да испитате докаде и од каде доаѓа стравот и каква порака се обидува да ви пренесе, што ќе ви помогне добро да го разберете и да се справите со него. Всушност, истражувањето сугерира дека само признавањето на емоцијата и експлицитното идентификување на стравот може да помогне во управување со неговите последователни ефекти врз нашето однесување. Второ, кога се занимавате со политички, социјални или други важни прашања, не заборавајте да ги поврзете чувствата на страв со потреба да се забави и да се врати на менталната и емоционална јасност. Наместо да подлегнувате на импулсивните реакции, одвојте време да се едуцирате за предметното прашање. Ова не само што ќе ви овозможи да ги процените вашите опции и да донесете подобро информирани одлуки, туку и да разликувате од што треба да се плашите и од она што не треба да се плашите. И на крај, наместо слепо да се придружувате кон нормата и да ги слушате авторитетите, постапете внимателно и преземете одговорност за вашите постапки, само затоа што вашиот омилен политичар, наградуван новинар или реклама на голем ТВ канал ви кажува што да правите или да верувате. Тоа не значи дека треба да го правите тоа. За жал, по неколку години на условување, повеќето луѓе не го користат своето критичко размислување и наместо тоа им дозволуваат на другите да размислуваат наместо нив. За да се ослободите од тоа условување, не заборавајте да се сомневате, а не безумно да ја прифатите секоја под наводници вистина, што ви ја фрла некој друг без оглед на тоа која би можела да биде таа личност. Доколку ви се допадна видеото, ставете еден лайк, еден субскрайб или претплати се, а тоа е бесплатно. За вас може ништо не значи, а за мене значи многу. Доколку сакате видео на некоја тема, пишете во коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.